Господин Чучул ве избра за нов претседател на антикорупцијската комисија, но со оглед на тоа како заврши вашата претходничка и според досегашното постапување, дали сметате дека овој состав на антикорупцијска кој сега го предводите има кредибилитет да ја води една од најважните битки, борбата против корупцијата во Македонија? Дефинитивно да. Значи, најважно од се, покрај тоа што се случи со претходната претседателка, овој состав на комисијата продолжи покрај сите предизвици континуирано да работи. Сега сме екипирани, значи комплетна е комисијата и сметам дека со искуството што го имаме, можеме да продолжиме да ги спроведуваме нашите законски надлежности. Во секој случај интегритетот на личноста, односно секој што е избран, особено за член на комисија и претседател, треба да зрачи со интегритет, односно да бидеме пример за интегритет во насока на поттикнување на интегритетот во другите институции. Дали сегашниот состав ќе има храброст да отвора повеќе случаи за висока корупција? Верувам да. Значи, извештајот на Европската комисија детектира неколку слабости. Начелно, борбата со корупцијата констатира дека нема напредок во изминатата година. Во однос на нашата комисија, има детектирани клучни недостатоци, да речам, кои треба да се подобрат во наредниот период. Едно е транспарентноста, значи не викам дека моје мислење дека комисијата е транспарентна, еден од најтранспарентните органи. Но во секој случај треба нашата работа повеќе да биде присутна во јавноста. Од друга страна, во однос на проактивноста, сметам дека нашата улога во системот за борба против корупција е иницирање постапки, односно нагласување во јавноста на негативните појави во општеството. Во таа насока сметам дека има простор да ја зголемиме нашата проактивност и особено значајна надлежност во делот на следењето на имотната состојба. Таму неколку години извештајот на Европската комисија и извештаите на Греко повикуваат на подлабинска проверка и поголем број на проверки. Долго се зборува за закон за потекло на имот и претходниот состав на антикорупцијска прилично беше гласен дека е потребно такво нешто, но тој никако не го гледа светлото на денот. Нашата надлежност, ние пред се треба да се сосредоточиме на нашата надлежност, поголем број на изјави за имотна состојба да бидат предмет на проверка. Во таа насока ќе можеме повеќе слабости да утврдиме. Најважни приоритети би требало да бидат не само за нас, туку и за државата, развивање, односно унапредување на нашето софтверско решение со поврзување на повеќе на бази на податоци, веднаш да се детектираат случаите на енормно збогатување, односно стекнување на имот кој со реалните приходи не можел да биде стекнат. Втора значајна работа во тој аспект е што со заживување на целосно заживување на тоа софтверско решение, од една страна ќе имаме проверка на имот, од друга страна ќе спречиме кумулација на функции. Ресурсите на антикорупцијска комисија се на некаков начин ахилова пета исто така на институцијата, иако имате законски овластувања, вашата реална моќ секако зависи од солиден кадар, повеќе пари, технологија, области каде што постојано алармирате дека постои дефицит. Ќе инсистираме, иако постојат ограничувања во Законот за административни службеници, да се спроведе таа функционална анализа на реалните потреби, од причина што без соодветни кадровски промени во комисијата, односно екипирање, не можеме целосно да ги извршуваме надлежностите. Второ аспект е буџетот. Буџетот не е ограничен. Оваа година е за пример во однос на претходната, мислам дека над 10 милиони не е скратен, место да не биде проширен. Зошто имате ли официјално објаснување? Немаме, ние во предлог буџетската барање, ние бараме буџет за реални наши потреби, но од тоа што го добивме не е во рамки на очекуваното. И трето, поврзано пак со буџетот, дигитализација. Поголема дигитализација, помалце потреба од човечки ресурси. Во однос земете на имотна состојба најважно. Треба согласно законот да бидеме врзани со 17 бази, ние сме само со 5 нецелосно. За да бидеме целосно оперативни, ни треба соодветна поврзаност. Во таа насока имаме ИПА проект кој е активен, до 2028 треба да се реализира, но повторно во тој дел имаме ограничување, бара делумно, односно одреден процент финансирање од државата, што повторно го немаме. Така да за ефикасна борба против корупција потребни се ресурси од било кој аспект, но најважни буџетските. Кога планирате да објавите националната стратегија за следниве 4 години? Знам дека ја подготвувате и колку со неа ќе се подобрат слабостите, да кажеме, од
претходната за борбата за корупцијата. Направивме анализа на причините за слабата реализација, која е основа за изготвување на новата. Бидејќи сите меѓународни документи и извештаи бараат ефикасно спроведување на мерките од национална стратегија. Се работи интензивно, во завршна фаза сме со работилници по сектори, новата ќе биде поинклузивна со помалку сектори. Ќе бидат детектирани се 7 клучни сектори во кои ќе бидат предвидени мерки и активности кои институциите ќе треба да ги спроведат. Истите институции кои учествуваат во фазата на нејзина подготовка. Клучно за спроведување на национална стратегија е политичка волја и редовни расправи, надзорни расправи на собранието на владата, кои имаат механизми да ги притиснат органите да ја спроведат таа стратегија. И најважен фактор, прв пат ќе имаме фискална проценка на колку ќе чини исполнувањето на националната стратегија, со експертска помош ќе се изготви и да имаме реална алокација во буџетите на соодветните институции. Повторно, без соодветни буџетски средства, џабени се мерките. Се надеваме дека оваа стратегија ќе придонесе и поголем поттик во општеството, да ги притиснеме органите да ги преземат, односно реализираат врските кои ги презеле со новата стратегија.